го имаме овој криминален, би рекол, случај кој што вчера на брифингот ВМРО ДПМН го презентираше на македонската јавност, но тоа е еден од многуте што доведе да лошо се менаџира и управува со ресурсите, би рекол, како што се јагленот и водата, и тоа имплицира понатаму зголемување на цената на електричната енергија. Ние никаде не споменавме дека станува збор за лицето кое што вие го споменавте. Ние само споменавме дека во записникот кој што е дел од одделението за гонење на организиран криминал и корупција стои името Вице Н. Зошто тој се препознал, зошто беа потребни сите оние жолчни реакции, навреди кон мене лично, кон граѓаните, кон институциите, кон ВМРО ДПМН од СДСМ, од ЕСМ, сегашно поранешно ЕЛЕМ и од ова лице кој што го споменавте, навистина не знам. Јас никаде на тој брифинг со новинарите не го споменав неговото име и презиме, туку едноставно само го прочитав записникот и кај мене предизвика чудење зошто во едната верзија која што е претходно изготвена и доставена во обвинителството да постапува, се наоѓаат неколку имиња, меѓу кои името Вице, не знам дали станува збор за тоа лице кое што вие го кажавте, треба обвинителството да се потруди и да открие дали станува збор за тоа лице или за некое друго, бидејќи таму има и некој Илјо, некој Горан, со име и со презиме само се споменува лицето Васко Ковачевски во тој записник и лицата кои што се сопственици на компанијата Рубитон, тоа се господинот Василев и господинот Радивчев. Тие се споменуваат со име и со презиме. Како се препознал овој? Дали си ја ишкамувате од капата? Па мораше така жестоко мене да ме навредуваат, да навредуваат од СДСМ, да навредуваат од СМ, оставам на нивната чест и честитост, а на обвинителството оставам да открие дали станува збор за тоа лице или за некое друго лице. Бидејќи јас само споменав име, Вице, презиме Н. тоест непознато. Сега тој се препознал и почна да ме навредува. Тоа е што е. Јас сум навикнат на таков тип на луѓе и на карактери. Можам само да ги поздравам и да им посакам многу здравје, среќа и успех во работата. А дали таа била честна или нечестна, има институции во оваа држава кои што треба да се позанимаваат сега или кога ќе дојде некоја друга демократска власт која што ќе ги ослободи тие институции.